Голем број мигранти натаму пристигнуваат на јужната граница на САД, а илјадници други се пределе на службениците на Американската царина и гранична заштита во Ел Пасо, Тексас. Велат дека со предавањето се надеваат дека ќе започнат процес за барање на политички азил. Оваа толпа пристигна во Ел Пасо само неколку дена пред крајот на важењето на наредбата позната како член 42 на 21 декември. Американски судија ја прекина наредбата минатиот месец. Во меѓувреме, голем број мигранти пристигнаа во мексиканскиот пограничен град Сиудад Хуарес, подготвувајќи се за денот кога тоа ќе стапи во сила. Ситуацијата станува неодржлива, вели гувернерката на Чивава. Кога зборуваше со новинарите претходно овој месец, таа ја критикуваше мексиканската влада што дозволила незината национална гарда да придружува околу 1500 мигранти во автобуси до Сиудад Хуарес без да обезбеди ресурси за справување со приливот на луѓе. Фала му на Бога што мексиканските власти ни помогнаа. Стигнавме на нашата дестинација и пристигнавме безбедно. Тие многу се грижеа за нас. Она што го поминавме беше тешко, но фала му на Бога, мексиканскиот народ ни ги отвори вратите, ни помогна со се, вклучително и со храна. По само неколку часа престој во прифатилиштето во Сиудад Хуарес, стотици мигранти решија да ја преминат реката Рио Гранде. Надлежните во прифатилиштето не ги спречија. Никој нема да биде принуден да остане овде. Откако ќе пристигнат, ќе бидат нахранети и одморени. Ќе им ги прочитаме прописите и ќе разговараме за услугите што им ги нуди мексиканската влада. Секој семејство потоа ќе одлучи што да прави. Илјадници мигранти им се придале на агентите на граничната патрола на бреговите на Рио Гранде, помеѓу Сиудад Хуарес и Ел Пасо, а околу 2100 случаи се обработуваат дневно, според Орландо Мореро Рубио, портпарол на граничната патрола во секторот Ел Пасо.